Господине Кржаловски, добар ден. Благодарам што сте дел од нашата емисија. Добар ден. Ќе почнеме со едно поопшто прашање за темата што е исклучително важна и за регионот и за цела Европа, па и во светски рамки, тоа е војната во Украина. Како гледате на реперкусиите што оваа војна ги остава се уште и има ли надеж некако да очекуваме крај на ова насилство во годината што следува? Па прво е трагично што тоа воопшто се случи и што државите дозволија да се доведе до таква ситуација и тука не би гледал еднострано. Секогаш има две или повеќе страни во приказката која нормално не може да се оправда руската агресија на Украина како суверена држава и со воени средства, но не би отфрлил и како дојде до тоа, или со сите приказки претходно, непочитување на Минските договори и слично. И целиот развој навака со долевање на оружје во конфликтот не укажува дека ќе се дојде до мирно решение, иако на крајот ќе мора, како и секој конфликт, да заврши со некој мировен договор. И желбата на сите почна дури и Соединетите американски држави да пропагираат дека е време за мировни преговори, но очигледно реториката на терен и од едната и од другата страна, од руската и украинската, не кажува дека тоа наскоро ќе се случи. Да, цената во човечки живот е апсолутно неспоредлива со било што друго од ова, како што рековте и сам, без разлика на другите елементи, со ништо неоправдана руска агресија врз Украина, но на страна и економските параметри, значи економијата, енергетиката која што видовме колку трпи од овој чин, какви се политичките реперкусии за самата Европа? Видовме дека и врз политиката на проширување имаше ефекти, врз Балканот исто така, значи како политички ја гледате оваа рефлексија? Па да, точно дека генерално има големи геополитички поместувања и на некој начин е, ако не растурање, барем начнување на она што беше светски поредок во последните 70 на години после Втората светска војна, каде што еден од главните принципи беше непороменливост на границите. Тоа на некој начин се помести со интервенцијата на НАТО во Косово и создавањето на Косово, којите 5 земји членки се уште не го признаваат, нели тоа е актуелно во претседавање на Шведска проблемот, бидејќи Косово поднесе кандидатура за членство, како и самата Србија, нели? Од друга страна, ова што Русија го прави сега се базира на тоа интервенција и дури американскиот амбасадор во Косово, што беше пред 10 години, кога беше пред 20 години во Србија, всушност кога беше интервенцијата, сега вели дека чекорите што Русија го прави се идентични на тоа што западните земји и НАТО го направија со Косово и се водат од тој преседан. Дали исто, дали различно, секогаш ќе се најдат аргументи за едното и за другото, но очигледно се оди веќе на промена на тој статус кво или на тој светски поредок што владееше од Се уште има луѓе што заговараат и експерти, но и политичари, дополнителна промена на границите на Балканот, тука и Босна, да не ја заборавиме, Босна и Херцеговина. Каде е Македонија во приказнава? Како тоа може Па нас многу ни одговараше да нема промена, токму заради тоа, бидејќи се постигна признавањето, раздружувањето од Југославија како што се случи. И нас ни одговара да нема таква промена на границите, а ако има, генерално може да влие негативно и на нас, бидејќи ќе има повеќе констатирање на ситуацијата на реалноста со Косово како независна држава, меѓутоа тоа може да предизвика промена во Босна на сепарирање на етнички основи, односно раздружување на сегашната состава на Босна, особено ако се постигне некој решение во Украина кој ќе ги земе во предвид ако ништо друго, ако не Донбас, барем Крим или дел од Донбас, и дека тоа ќе предизвика и други потреси и во самата Европска унија, бидејќи желбите за независност, ева Шкотска нели сака на референдум за независност заради Брекситот, не за друго. Северна Ирска одамна зборува нели проблем, иако се реши 98 со договорот од Белфаст од Великден. Но во други земји има други тензии. Во Шпанија, Каталонија е секогаш на граница на тие 50% што сакаат независност или останување во Шпанија, и тоа ако се оди во таа насока, а изгледа дека се оди, може поголеми реперкусии да има, вклучително и за нас. Добрата страна за нас веројатно е што
за конечно станавме членка на НАТО, па е некаква гаранција, но во повеќето овие случаи проблемите се од внатре, не се од напади од странство. Каталонија во Шпанија ќе биде прогласување на независност во рамките од Шпанија, Шкотска од Обединетото кралство и слично. Дома, натрешна нас не чекаат други предизвици. Имаме навистина бурна политичка сцена. Почетокот или првата фаза од почетокот на преговорите, кои што за да се доотворат потребни се уставните измени, наместо една реформска сила дома предизвика дополнителен политички хаос. За жал, таа цел се подалечна изгледа за членство во Европската унија. Ете што велите, не можеме да ги почнеме асилно преговорите, бидејќи сите знаеме да не расправаме за тоа дали сме ги почнали или не, ама јасно е дека без уставни измени нема да се отварат преговорите по кластерите и по главјата. И тука ми е дилемата, ни требаше во времето на францускиот предлог или тие 6 месеци кои доведоа до него да се постигне национален консензус како ќе се настапи, што ќе биде прифатливо. Дури за мене беше изненадувачки што премиерот Ковачевски на самитот на ЕУ 23 јуни го кажа, нели, тоа историско некое, само 3 недели покасно стана да. И дури и самиот тој што ги стави параметрите. 3 дена подоцна стана, да. Не 3 недели. Имаше некој процес, нели, сепак да го рачунаме 17 јули како одлуката во парламентот. Да, процесот на внатрешни домашни консултации за кои што и самите експерти велат дека не беше. Очигледно самите тие го прифатили уште на мадридскиот самит или уште во Брисел. Но и самиот ревидиран предлог не ги исполни оние параметри што самиот премиер ги постави, а сега се очекува опозицијата која не беше ни прашана за тоа да го усвои. И тука би го нагласил истражувањето на ИРИ што се појави во декември анкетата, дека граѓаните прилично јасно го определуваат тоа. Да, ние сме за Европска унија 73%, малце помалку од порано, но се уште висок процент, но не на овој начин. Со одговорот на прашањето дека државата оди во погрешен правец, со 58% велат не требаше овака да се направи. Или ова е погрешно направено и јас се слагам со тоа. Сега кога се веќе доведовме во таква ситуација, за која мислам дека треба некој да одговара, историјата ќе си го покаже тоа, но кога веќе сме во таа ситуација, сега останува да се донесат тие уставни измени, бидејќи на овој начин самите се кочиме и лично не гледам пречка или проблем тоа да се направи. Да видиме дали со донесувањето на уставните измени на вистина нема веќе пречки. Бидејќи суштински никој не е против тоа, бугарите и другите етнички заедници да влежат. Да, дури опозицијата нема суштински проблем со. Суштински никој нема проблем со тоа. Апсолутно. Има проблем со процесот и тоа е така. И треба да се помачи владата да го обезбеди тоа мнозинство, бидејќи даде сметка без меанџијата, без крчмарот, вети нешто што не го осигура од напред. Не ја праша опозицијата. Ниту е во нејзина моќ, зашто парламентот точно така. Значи може да побараат консензус. Затоа велам немаме капацитет за консензус пред да се настапи. А дури и бугарите имаат на собранието напишано соединението ја прави силата. Србите имаат само слога Србина спешава, значи United States of America. Обединетоста ја прави силата на позицијата во која се наоѓа. Тука мораме да изанализираме и опозицијата и низиното дејствување, затоа што не гледаме дека дури за чекори кои што навистина се позитивни, поддршка. Пак се да доврзувам на што го реков за неспособност за политички консензус и за пошироко и подлабоко размислување и постигнување на договори од интерес на сите, меѓу другото и заради капацитетот на самите политичари во актуелните партии. За жал тоа само опаѓа низ годините. Би рекол... Да, најпопуларен политичар е никој, според анкетите. Точно така, значи каков популарност збориме за бившиот премиер со 7% и сите други под него. Значи се гледа до каде е дерогирано тоа, но на крајот нив не име гајле, бидејќи на крајот пак избираме 120 пратеници, а прошлиот пат
имаше 250.000 гласови помалку вкупно и никој не се секира за тоа, бидејќи на крај пак се 120 пратеници, пак се интересите на партиите задоволени. Тие што треба да го изменат системот не сакаат, зашто им одговара и тоа само си Начнавте многу важна тема, затоа што тука практично има една ерозија на самата демократија и на смислата на демократијата. Како можеме воопшто да зборуваме за демократија со олку мал легитимитет на избраните? Доколку вие имате 1/3 од граѓаните кои што не гласаат или не гледаат кому да ја дадат својата поддршка, каков е овој систем воопшто? Би одел поддалеку и подлабоко каде и би почнала всушност по мене од статутите на самите партии, ако направиат двете најголеми македонски партии промени, пак таму доминира лојалноста кон лидерот, па кон партијата, па кон лично себе кога ќе дојдат на некоја позиција, па дури четвртоста на државата. И таквиот начин овозможува клиентелизам, односно и непотизам, полнење на партиите со послушници наместо со луѓе што критички ќе размислуваат и ќе ги разговарат политиките и што всушност се тоа значи за иднината на државата. Тоа после се пресликува во функционирањето на државата. Дур се опозиција, сите тие се невработени, работат за партијата или работат нешто друго, ама кога се ангажираат да бидат министри, доаѓаат или неспремни или неадекватно спремни, наместо да има некоја влада во сенка. Постојано јас се шокирам стално, например, дека и покрај новите буџети што се одобрија за партиите, многу малку има вработени во партиите. Немам по нова информација, ама пред неколку години кога споредува, 26 вкупно беа вработени во сите партии заедно. ПМЦ има толку вработени сама како организација на владина. Да, прилично несериозно е. Место да се држат луѓето и да се занимаваат со тоа, па кога ќе станат министри да знаат зашто си и да има точно луѓе да знаеме кој кого критикува, таму партиите се препукуваат со оние смешни соопштенија што не знам зашто ги пренесуваат медиумите. Кој е поголем криминалец? Да. И тој не е јавниот дискурс. Што патем исто не се истражува понатаму и се става секогаш во прашална форма и никогаш не добива одговори. И така завршуваме во реална таква ситуација дека што вели корупцијата, дека секој трети граѓанин му било побарано мито и скоро сите дале мито. Ако корупцијата е главно во јавниот сектор, односно во јавната администрација и во високата политика, значи повеќе од пола од овие од политичарите се корумпирани. Дојдовме до темата што веројатно е клучна, така и најавена дека 2023 корупцијата ќе биде фокусот, ќе видиме и тоа како ќе биде реализирано, но за какви европски вредности и воопшто преговори можеме да зборуваме со оваа ситуација на полето на борбата со корупција? Сите гракаат нели борба против корупцијата, а никој не завршува со казна. Неказнивоста си продолжува. Тоа требаше да биде едната од битните промени, најбитната промена, нема правда, нема мир. Гледаме дека тоа не се случува, дури се надградува и се проширува од актуелната влада. И сите други критики, дека требаше се намали јавната администрација. Дури беше изборно ветување на Заев за втори избори пред 2 години, дека 20% ќе се намали, не само што не се намалува, а ја мислам не 20% треба да останат, а 80% да се отпуштат. Ама ни овие 20 не се случија, дури се зголеми за 10.000 нови дури во партиски полето на политичкиот систем нели имаше ветување за промена на изборниот модел, введување на отворени листи. Ама на партиите тоа не им одговара. И тие што треба да го сменат не сакаат, бидејќи нив не им одговара, а не гледаат дека тоа го разјадува целиот систем, на крај ќе ги уништи и нив. И генерално веројатно треба или радикална промена, што не знам кој ќе ја донесе, значи или треба радикално нова партија, ново движење што ќе произлезе и што ќе го растури малку овој систем што постои, или самите партија се свесто дека вака се оди во пропаст. Со ова што го зборувавме геополитички, значи влијанието што ќе ги имаме апсолутно и несомнено во 2023 од страна на геополитиката врз нас, со домашната политичка сцена и овие елементи што ги расправавме, може ли да кажете некои топ 2-3 нешта или 2-3 процеси кои што ги очекувате во следнава година и евентуално некакви препораки како тие да се изменаџираат? Каде да биде фокусот? Од ова што го зборувавме, значи едно е што правиме со уставните измени. Ја лично сметам дека беше погрешно се прифати францускиот предлог или како веќе го викаме, но кога веќе се прифати, само ќе губиме време и расправи повторно за небитни работи меѓу партиите, за надмудрување дали ќе бидат изборите пред или после уставните измени, на крај
ќе мора да се донесат. И колку балкански процесот Апсолутно, собрание треба да биде. Тоа сакав да поврзам. Велиме, најбитна ќе биде борбата против корупција. Знаеме од преспа случај дека нема друг начин ако се и наетат како до сега во МРДМ и опстојат на тоа и има оправдување зашто бидејќи не ги праша пред време, сега сакаат да гласаат. Ако опстојат на тоа, пак ќе се дојде до 80, ама за жал на тие начини или со закана или со подкуп, на лошите начини. Ама ќе се дојде до тоа порано или подоцна. Што потоа? Потоа за мене решението за ова, мислам решението да видиме што ќе направи Бугарија потоа. Може на примерот на Грција дека ништо не кочеше барем до сега. Може бидејќи Бугарија кочи, допрво треба да видиме кога ќе нема други кочници, дали навистина Грција искрено го мисли тоа што го направи со Преспанскиот договор и да видиме дали ако ние ги усвоиме уставни измени, дали Бугарија нема да продолжи со други блокади. По мене ако продолжи и особено ако веднаш блокира, а ние ги усвоиме уставните измени, може да се договорат партиите сега да веднаш во таков случај ги вратат уставните измени назад, односно и исфрлат бугарите од уставот како еден можен договор како да се стигне до тие уставни измени и да тестираме барем Бугарија да не биде наше расправање без потреба цела година, бидејќи да не забораваме, ние веќе го завршивме билатералниот скрининг за првиот кластер и очекувајќи го извештајот на ЕУ кој може да дојде веќе во март, ние во април може да почнеме преговори за тој кластер ако ги имаме усвоени уставните измени. И сметам дека треба да го направиме тоа. До крај на март ние да ги имаме усвоени уставните измени, токму да бидеме спремни да ги почнеме преговорите веднаш, не да чекаме до октомври да заврши комплетниот процес, бидејќи може кластер по кластер да се отвараат преговорите. И би рекол дека тоа може да биде договор на меѓу партиите, консензус сега да ги усвоиме и ако имаме блокада, го враќаме сите заедно, па гласаме контра, односно да се врати назад состојбата, да се укине тој амандман што ќе се донесе. За жал не сум оптимист, ми повеле косата очекувајќи по оптимистички и поубави работи не се случуваат. Не сум оптимист ни во борбата против корупцијата, прво дека нема искрена желба за тоа и дека покрај сите флоскули никој не чувствува лична одговорност дека прилично е дрско што луѓе кои што имаат отворени процеси против нив, вака радосно ги чекаат санкциите од американскиот тим или ја поздравуваат борбата, мислам дека навистина навреда за граѓаните. Се заборавен и наместо во првиот момент на сомнеш да е автоматски тригер за оставка, па после нека се докажуваат секој сам својата невинност или нека си оди во процес, ако немало ништо, ако се утврди дека немало вина, нека се добие нова функција, ама додека трае, не е коректно да останува човек на функцијата. Ма кај нас ни на крај на памет некој не помислува да се повлече од функцијата. Нема да се прославиме според вас и на За жал не очекувам. Очекувам да се усвојат уставните измени, за жал на лошиот начин, подкуп или закана. Дали тоа ќе доведе, да се надеваме ќе доведе до реален почеток на преговорите без нови блокади. Кога мислите дека ќе биде? Добре, па зависи веројатно очигледно тоа е трговијата за ова и не гледам како ќе се договорат бидејќи мислам дека за МРДПМ било самоубиствено да учествува во измената на уставот пред избори, бидејќи тоа ќе им го уништи наративот до сега што го тераат, а не верувам па се да се дека ќе прифати избори пред да се усвојат уставните измени. И за жал ќе поминеме годината во такви препирки и на крај ќе се заврши на непосакуваниот начин. Ќе следиме, ќе ве консултираме пак кога ќе завршат овие процеси. Благодарам што бевте гостин и остануваме да ја следиме и вашата работа. Благодарам.